Македонија го изгуби приматот како водечка земја во производството на храна во регионот, покажуваат последните економски анализи. Големиот увоз и намаленото домашно производство доведоа до значително намалување на локалната понуда, што предизвикува загриженост кај земјоделците. Експертите предупредуваат дека лошите земјоделски политики и недостатокот на инвестиции во агросекторот се главни причини за овој пат. Иако Македонија некогаш беше препознатлива по своите квалитетни земјоделски производи, денес домашниот пазар се потпира главно на увоз од соседните земји. Земјоделците алармираат дека високите трошоци за производство, ниските откупни цени и недостатокот на поддршка од државата ги тераат да се откажуваат од оваа дејност. Без брзи мерки за поддршка и модернизација, состојбата може дополнително да се влоши во наредните години. Владата најавува стратегија за зајакнување на домашното производство и намалување на зависноста од увозот. Според најавите, ќе се воведат субвенции и поволности за земјоделците, со цел да се врати конкурентноста на македонските производи на пазарот. Македонија бележи значаен напредок во дигитализацијата на јавните услуги и станува лидер во електронските услуги во Западен Балкан, изјави министерот за информатичко општество и администрација. Според него, овој процес значително ја зголемува ефикасноста и пристапноста на граѓаните до административните услуги. Преку платформата за електронски услуги, граѓаните веќе можат да завршуваат повеќе од 200 административни постапки онлайн, што представува огромен чекор кон модернизација. Владата најавува дополнителни инвестиции во унапредување на дигиталните системи, вклучително и интеграција на вештачка интелигенција за подобрување на функционалноста. Овие мерки треба да доведат до поголема транспарентност, како и намалување на корупцијата во администрацијата. Очекувањата се дека дигитализацијата ќе олесни комуникацијата меѓу граѓаните и институциите, а Македонија ќе стане пример за регионот. Андоновски истакна дека се работи и на меѓународна соработка за прифаќање на најдобрите практики во оваа област. Во Нови Сад избувнаа жестоки судири меѓу граѓаните и полицијата за време на протестите што се одржаа во градот. Демонстрантите фрлаа јајца кон полицајците, изразувајќи незадоволство од одлуките на локалните власти, додека безбедносните сили се обидуваат да воспостават ред. Напнатоста настана кога полицијата се обиде да ги растера на собраните граѓани, кои одбија да се повлечат. Се слушаа свирежи, а ситуацијата во неколку наврати се заоструваше со турканици меѓу двете страни. Очевидци сведочат за зголемено присуство на полиција, како и за повеќе приведени лица. Организаторите на протестот тврдат дека нивниот собир бил мирен и дека реакцијата на полицијата била прекумерна. Локалните власти засега не даваат конкретни изјави за настаните, но протестите продолжуваат и се очекува дополнителна реакција од надлежните институции. Европската унија повика меѓународната заедница да се фокусира на постигнување сеопфатен, праведен и траен мир во Украина. Според официјалното соопштение, Европската унија ја поддржува дипломатската стратегија што ќе овозможи одржлив прекин на воените дејствија и зачувување на територијалниот интегритет на Украина. Брисел истакнува дека мировниот процес треба да вклучи конкретни безбедносни гаранции и соработка меѓу сите засегнати страни. Дополнително се нагласува дека санкциите кон Русија ќе останат во сила се додека не се постигне праведно решение што ќе ја гарантира безбедноста на регионот. Представници на ЕУ предупредуваат дека продолжувањето на конфликтот носи огромни последици, како за Украина, така и за европската стабилност. Тие повикаа на единство меѓу западните земји во поддршката за Киев, како и на зголемена хуманитарна помош за погодените области. Се очекува меѓународните напори за мир да продолжат преку дипломатски канали, а европските лидери најавуваат интензивирање на разговорите во наредните месеци. Компанијата на Доналд Трамп ќе отпушти 1600 вработени како дел од големите финансиски реформи. Овој потек доаѓа во време на реструктурирање на бизнисот, со цел да се оптимизираат трошоците и да се зголеми профитабилноста. Според извори блиски до компанијата, најголем дел од отпуштањата ќе бидат во одделите за администрација и управување со недвижности. Аналитичарите проценуваат дека ова може да има влијание врз деловната репутација на Трамп, но истовремено може да значи и намалување на трошоците во пресрет на нови инвестиции. Некои од погодените вработени веќе изразија разочарување, но од компанијата тврдат дека ќе добијат соодветни отпремнини. Останува да се види дали оваа стратегија ќе донесе позитивни резултати.